Има некој со кој може да разговараме. Дајте, господа, не сме ние терористи. Не сме дошли да кажеме наша фокуси. Дајте, господа, бидете хумани малку. Ние сме дошли да покажуваме токму хуманост. Вие го покажувате спротивното. Ние сме дошли да кажеме дека сме на страната на хуманоста. Вашето спречување показува дека вие сте на спротивната страна. Немате да бидете на страна на силниците. Дозволете на културен начин да си одиме или барем јас морам во име на сите здруженја кои се зад мене. Ја морам да им одговарам на нив зошто ние не успеавме да се изложа да се одржуваме таму кој што е местото. Дајте на писмено, јас си заминувам еднаш. Значи нема да останам ни една минута. Наистина ви зборувам, дајте на писмено дека не е дозволено да одиме од таа страна како граѓани на оваа држава. Не разбирам зошто некој може да ме спречи да поминам од оваа страна. Зборам многу искрено, значи јас не зборам ни дипломатски, ни политички, зборам ко човек, ко родител, ко човек кој ја сака хуманост и сака да ја искаже. Ајде, овозможно ни еден документ барем. Така сега... Но маска, Точно, ние сме говорили со јасно да се одржи. А инако, полицијата може да ограничи така да во овој момент се дозволено тука. Зашто? Зашто? По која причина? Што има разлика, господин? Само, не може. Јас сакам пред медиумите да се види која е разликата меѓу оваа место тука, која вие варијата албанска ли ја рачунате, какво место ја рачунате? Меѓу ова место и таа, зарем не е ист град, зарем не сме иста држава. Зошто тука може да не спречи, зошто не спречувате да ја ќе побарате одговор под Министерството за завршување, од мене не. До тука ќе ве молам мирно, достоинствено, како што најавувате, на тој простор, овој... Што сте ги мачили овие полицајци толку, нека си праве одмор луѓето. Јас ќе гарантирам безбедноста на овие луѓе. Зашто барате тогаш писмено од вас да бараме ние? Ке тргнеме, ке не зауставите кога ќе дојде мерак и така ќе биде секој ден. Зашто барате писмено да ви се јавуваме? Писмено барање имаме, писмено одговор дайте ни. Баре толку бидете луѓе, Што е ова бе? Овдека е граница, албанци муслимани не смеат натаму. Таа порака ли сакате да ја пратите? Дека полицијата македонска се плаши од деца ли бе? Овие по 10 години ли? 10 годишни деца ли ќе прават проблеми физички, ќе ве напаѓаат, што ќе ви прават? Имате организатор, имате кој ви одговара, сите ви кажуваме дека нема да се деси. Па баре јавете се, имате претпоставени и вас ве разбирам. Вие лично не можете ништо, ама имате претпоставен бе. Јави се. Што значи ова? Тука не може, зашто кет ми е? Па не може бе, јас сум колку ти граѓани. Чак што више ја плаќам данок, ти пари земаш, плата земаш. На што личи бе? Јавете се бе. Ако е вашата порака, ако претпоставените ви давале порака да има инцидент, ви гарантирам, господине, нема да има. Таа желба нема да ви ја услишеме. Таа желба ни денес, ни утре, ни никогаш. Ние сме докажали дека сме и ко нација, и ко вера. Ние сме луѓе кои ја сакаме милоста, ја сакаме правдата и правдината. Ние сакаме благосостојство да има секаде. Ако вашите претпоставени барат инцидент, нема да го има. И да има ваши луѓе меѓу нас, пак нема да им дозволиме такви да има. Значи, да, нема ни да се дозволи по никоја цена. Жалам, навистина жалам што Македонија има ваква власт, ваква полиција и ја ги срами сите граѓани на Македонија. Навистина жалам, не можам да ве разбирам, апсолутно никако не можам да ве разбирам.